Јас сакам да живеам во Шпанија, затоа што е моја омилена земја. Мартин Петров, средношколец од Валандово, на големо се подготвува да најде начин да замине во Шпанија. Иако Валандово е убаво, сепак неговата иднина ја гледа 3100 километри подалеку од родното место. Моето место не го гледам во Валандово, бидејќи сакам да ги следам моите најголеми цели и сакам да бидам надвор од државата. Сакам да изучувам нови култури, нови јазици, да запознавам нови луѓе. Дефинитивно тоа ме прави среќен. И средношколката Матеа Учета од Скопје не ја гледа иднината во македонската метропола. Мојата иднина ја гледам во Хрватска. Заминувањето на младите од Македонија е тренд подолго време. Оваа бела чума ја бележи и официјалната статистика. Според податоците од последните два пописи, во последните 2 децении се иселиле повеќе од 150.000 млади луѓе од нашата држава, што значи тие својата иднина не ја гледаат тука. Колку што трае овој проблем, исто толку време политичарите повторуваат дека прават стратегија за да ги задржат младите. За креирањето на најновата стратегија за млади, државата ги повика и самите да дадат решенија, идеи и предлози за проблемите што ги тиштат. Од Младинскиот образовен форум, како организација што се бави со проблемите на младите, велат дека младинската емиграција е нормална појава во сите држави. Но овој феномен станува проблем кога огромен процент од младите луѓе се иселуваат и не се враќаат назад. Дополнително загрижувачки фактор е тоа што младината што се заминува од нашата држава е со завршено високо образование, поради општата клима во државата, односно нефункционалните институции и се присутноста на корупцијата. Тие апелираат државата да креира долгорочни политики што ќе ја подобрат ситуацијата. За психолозите ова е тренд и го објаснуваат како период на себеоткривање и истражување на сите можности за потенцијално остварување на замислените цели. Отворениот свет дополнително го дозволува ова. Живееме во досега можеби глобално најповрзано време и општество со достапност на многу информации, кога некој ќе ги види можностите, условите, како таму се случува, љубопитноста се зголемува и не е чудно зошто, ако има можност, да не ги искористи, да може да се испроба и во друга средина. Велам, младите се во период кога сакаат да ги откријат своите потенцијали, кога сакаат и понатаму да се развиваат и да учат. И не е ништо, по мене не е ништо страшно ако пробаат и добро е да пробаат да се испробаат во други средини, да излезат од таа комфортна зона во која што се им е веќе познато, да се испробаат. Секогаш може да се вратат назад и дома. Освен глобален проблем, иселувањето е и локален. Младите по големи можности гледаат во Скопје. Доколку живееш во главниот град, имаш според мене многу повеќе можности доколку живееш во провинција. Сметам дека засега, барем со моето размислување, прилеп има она што јас го барам и мислам дека може да ми помогне во тоа да успеам во својата кариера, но сепак не ги исклучувам опциите за тоа што може да се преселуваме и во други околни места. Најверојатно во странство, ама не знам, тоа зависи од иднината и какви ќе ми бидат можностите, затоа што ако, например, овде во Македонија имам подобра можност за да осварам својата цел, би останала овде, но ако во странство можам да го направам истото, би отишла во странство. Мислам дека можам, поради тоа што имаме многу голем број на доктори, бидејќи мојата иднина е да бидам доктор, но исто така мислам дека иднината во Гостивар е успешна и добра. Љубопитноста, младешката енергија, потребата да се побара нешто ново, стекнување нови вештини, но и подобри услови за подобри финансии и поквалитетен живот се најчестите причини што младите ги посочуваат како причина да мигрираат.